Денес присуствуваме на некој настап што се више на нашата учителка Вањо Кеданов во Бечево во координација со директорката на Националното училиште во периодот што помина се зема многу мерки за осовремување на нашето училиште за да добиеме училиште на современите текови и по европските стандарди за образование во нашата држава. Во нашето училиште последните неколку месеци и години се извршија големи зафати каде што се извршија реновирање на подови, на училници. Ете во може да видите дека можеби сме прво училиште во источниот регион на Република Македонија каде што добивме лифт да го подобриме наставниот процес за учениците кои имаат хендикеп да не се осеќаат дискриминирани, да ги имаат сите услови, да немаме напор при качувањето на првиот, на вториот, на третиот спрат. Со помош на директорката на училиштето изградивме лифт да се олесни пристапот на учениците до учениците и до наставниот процес. Потоа може да се качиме на погорните спратови да видите како се уредени ходниците, имаме епоксидни подови за полесно одржување, за дезинфекција. Знаете во какво време живееме, имаме разни болести, вируси. Епоксидните подови се многу лесни за одржување и за дезинфекција. Пристапивме кон таа работа и веќе е завршена во училиштето и можам да се похвалам дека нашето училиште општина Пекчево, училиште Вањо Кеданов се движи со нормите и трендовите на европските училишта и образованието на тоа ниво. Од постоењето на нашето училиште па до ден денес се направени многу реконструкции за да го модернизираме нашето училиште и да обезбедиме модерни услови како на сите деца во светот, така и на нашите ученици тука во Вањо Кеданов во Пекчево. Имаме деца со посебни потреби, затоа мора да им направиме инклузија, да ги вклучиме во нормалната настава и сите деца со посебни потреби да имаат пристап до сите кабинети, до сите училници, бидејќи тие се модерни, организирани се внатре со најнова опрема, па затоа мора и децата со посебни потреби да имаат пристап до сите кабинети горе на вториот и на третиот спрат. Инаку бевме приморани учениците со посебни потреби да ги држиме на прв спрат, бидејќи немаше пристап до горните училници. Со таа цел и намера го направивме лифтот од сопствени средства од буџетот на школото заедно со општина Пекчево. И така да овозможиме модерен пристап и модерни услови на сите ученици во нашето училиште. Кога имаме потреба да качиме нешто на другите спратови, потешки работи, ќе го искористиме за доброто на вработените. Имаме ли бројка колку тука ученици биле на големо училиште сте учени? Бројот на ученици е намален со иселувањето. Сега моментално во Пекчево имаме 200 ученика, во подршно училиште во Црник имаме 51 ученики и во Ромово имаме моментално 5 ученици. Ама бројката сепак не треба да биде, иако имаме мала бројка на ученици, да биде тоа дека не ни треба лифт. Лифтот треба на сите ученици со посебни потреби да ги вклучиме нормално како сите други деца во образовниот процес.